Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во интервју за емисијата 360 степени на МРТ1 предложи да се разгледа можноста за ограничување на градоначалничкиот мандат на најмногу 2 последователни мандати. Според нејзе, ваква промена би придонела за поголема динамика во локалната самоуправа и за спречување на прекумерна концентрација на моќ во рацете на поединци. Треба да размислиме дали не треба на локалните избори да постои можност само за 2 мандати на градоначалниците. Ова го зборувам да се ограничи. Да се ограничи. Ако има граница кај по парламентарните системи, кај председателите со церемонијални функции, тогаш да бидам искрена, кај нас системот на локална самоуправа се квалификува како квази председателски, со многу силни ингеренции на градоначалниците. Од тука нешто што е невообичаено, министри, пратеници се одлучуваат да конкурираат за градоначалничка функција. Таа предупреди дека отсуството на извршната власт на локално ниво, во форма на извршен одбор, совет или повеќе извршни тела, создава премногу моќ концентрирана кај еден човек. Тоа дава, значи го квалификува како американскиот градоначалник со силна власт. Тогаш има опасност од, јас велам, во мала средина, има опасност од бонапартизација, од силни ингеренции и од рефеудализација дури. Спо 20 и колку години ние имаме исти градоначалници, тоа некаде се нарекува републикански монархизам.